Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува. Вечерва ќе разговараме за една многу важна тема, односно еден од приоритетите на владата предводена од ВМРО ДПМН, а тоа е поддршка за земјоделството и развивање на руралната средина. Ќе разговараме за многу работи вечерва, а тоа е ќе ни се представи Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, со што се занимава оваа агенција. Ќе разговараме за ИПАРД програмата, за ЕУ фондовите и како можеме да стигнеме до што повеќе средства за посреќни и позадоволни земјоделци. Ќе разговараме и за оние субвенции и плаќања кон земјоделците кои што минатата власт ги имаше заборавено. Но ќе зборуваме и за младите земјоделци и за многу важни проекти со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, господин Илија Стоилев. Директоре, добро вечер, добро ве најдов. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Секогаш се чувствувам пријатно кога сум овде, се чувствувам кога дома и се надевам дека ова вечер ќе разговараме за секогаш интересните теми, субвенциите, поддршката кон земјоделците, кон младите и многу други отворени прашања кои ги има нашата јавност. Ви благодарам на можноста да разговараме за навистина важна тема за нас и како држава, меѓутоа и како влада. Би сакал на почетокот да ни ја представите работата на агенцијата. Со што конкретно се занимава агенцијата каде што сте вие директор? Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, или како некој милува да каже платежна агенција или ИПАРД агенција, како што државите од Европската унија се нарекуваат, се занимава исклучиво со исплата на средства по одредени програми кои ги носи владата, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што сите исплати мора да бидат подкрепени претходно со одредена документација или доказ за остварено производство, одредени капацитети, одредена инвестиција или слично. Агенцијата, она што е најважно, е поделена во неколку сектори, односно 10 сектори, од кои сектори во кои се врши оваа дејност е секторот за проекти, спроведување на проекти, или секторот за директни плаќања и секторот за остварување на рурална програма, каде што се поделени во смисло на зависност од програмата која ја спроведува владата или министерството, така се и конципираат овие апликации. Прво да почнем од она што е најважно и она што најмногу тежи во делот на финансии, тоа е секторот за директни плаќања, односно при креирање на електронски единствени барања од страна на земјоделците, кои сега треба да започнат во Република Македонија преку подрачните единици за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што се врши аплицирањето, но тоа не е се, секој поединечно може и од дома да поднесе. Така е концепиран софтверот и модулот кој е наменет за таа намена, да може и од дома секој да поднесе сам, не мора да оди во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во подрачните единици. Поднесува врз основа на претходно пријавени капацитети кои ги поседува тоа земјоделско стопанство, дали е семено земјоделско стопанство, дали се работи за индивидуални земјоделци или се работи за правни субјекти, тоа зависи како тие се организирани. При поднесувањето на единствено електронско барање се води сметка да декларираната вредност, односно површина или сточен фонд биде претходно евидентиран во системот кој го има подрачната единица, односно единствениот систем за регистрирање на земјоделски стопанства, или ние како го нарекуваме ЕРЗС, или доколку се работи за капацитети од сточарско производство, тоа треба да биде регистрирано во системот на Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што подрачната единица за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство автоматски ги презема тие податоци при самото аплицирање, кога апликантот ќе пристапи за да сака да креира електронско барање. Сите овие податоци се испечатат во хард копи, се носат во подрачната единица, односно во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, но и по електронски пат се креираат и се внесуваат во системот во агенцијата. Кога ќе завршат
сите овие процедури, агенцијата ги обработува сите податоци, сите барања, доколку утврди одредени неправилности, тогаш бара дополнителни информации, односно да се достават дополнителни документи, доколку смета дека недостасуваат од страна на апликантот, се дава разумен рок и се чека да се комплетира барањето, дури тогаш се носи решение за исплата на тоа електронско барање. Што се случува понатаму? Сите тие креирани електронски барања апроксимативно се некаде околу 60.000 во државата, варираат во зависот од годината, не се секогаш исти, некогаш може да бидат и 80.000, но од прилика вака просечно негде 60 до 65.000 креирани електронски барања. Секторот за контрола на терен има обврска законска да најмалку 5% од целокупните барања, од сите барања кои се доставени да изврши контрола на терен. Таа контрола ја вршиме според одредена методологија, тоа не може да биде извршувано самоволно, толку врз одредена методологија која е акредитирана и процедура. Ја вршиме на начин или со одење на лице место на зададената површина која е предмет на контрола или на ЧКП бројки, или да се работи за одреден сточен фонд, односно за фарма, се оди таму и се проверува се. Може да се врши и на други методи преку Area Monitoring System, преку сателитски снимки кои секоја година ги набавува агенцијата преку јавна набавка, кои се доставуваат и сателитските снимки покажуваат многу точни податоци. Значи не мора да се оди на терен. Сателитот или Sentinel, сателитот може да се спушти до висина до 50 см од зададената површина и точно да се види културата која е засејана или засадена, или дали одреден насад е одржуван или не е одржуван, бидејќи ние исплаќаме за одржување на одредени насади, но не исплаќаме за дека поседуваат насад. Мислам, мора таа дилема да биде расчистена кај земјоделците. Убав момент да се каже, јавно да се обзнани, за да граѓаните знаат по што посегнуваат. Втора работа е што постои метода на фотоинтерпретација, каде што самиот софтвер покажува дали одредена површина преку целиот вегетативен период се обработува или не се обработува. И тоа е еден начин каде што не мора да се оди на лице место, туку може да се докаже дека одредена површина е декларирана неправилно и кога се утврди дека е неправилно, тогаш може дополнително да се испрати контролор или цел тим од контрола на терен за да утврди дали е вистина или не е вистина. Тоа се прави записник. Тој записник понатаму оди повторно во секторот за директни плаќања и во зависот од тоа дали има одредени разлики од декларираната и утврдената од контрола на терен вредност, се врши исплата. Доколку надминува повеќе од 30% од неусогласеноста, тогаш не се врши исплата, односно се санкционира апликантот, бидејќи декларирал неточна површина и тогаш не се исплаќа. Така да морам да признам дека се од година во година се помалку има апликанти кои декларираат неточно површини или неадекватно или има неосогласености, а расте свеста кај нашиот земјоделец дека навистина тоа што го поседува капацитет, како капацитет земјоделски, тој и треба да го пријави. Што се однесува до унапредување на целата оваа контрола, најнови технологии, сега пристапуваме кон имплементација на контрола со дронови, каде што е пред една недела бевме во Холандија, каде што беше презентирана технологијата на контрола на терен и искуствата кои ги има Европската Унија, односно земјите членки од Европска Унија и нивните агенции платежни, и дава изворедно точни резултати, каде што поготово во Македонија, каде што имаме малку потешко пристапни терени и каде што трошоците на агенцијата за контрола на тие површини е многу поголема, значително ќе зголеми ефикасноста на агенцијата за контрола и значително ќе ги намали трошоците. Значи имаме неколкукратен ефект поголем доколку го воведеме овој начин
на контрола, а се надевам дека ќе пристапиме што е можно побрзо, бидејќи одредени законски пречки има, треба да ги надминеме и самата процедура за јавна набавка ќе треба да одземе некое време, но се надевам дека за одидната година ќе бидеме спремни да го презентираме и овој начин на систем на контрола. Што се однесува до руралниот развој, таа програма ја носи исто Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тука имаме програма која ја следиме и ја ажурираме од година во година и се надевам дека во иднина ќе имаме се поквалитетни програми. И најинтересно за секторот, сакам да кажам, во секторот на поголеми субјекти кои се инвестициите во делот на ИПАРТ програмата, каде што во моментот креираме, односно имаме акредитирани 3 мерки. Тоа се мерка 1 која е за основни средства во делот на земјоделството, набавка на трактори, земјоделска механизација и слично. Мерка 3 која е за имплементирање во делот на машини и во делот на секторот за во делот на секторот за производство, значи индустрија, и мерка 7 која е претежно за развој на руралниот дел, рурален туризам и слично. Таму даваме еден поголем акцент, каде што оваа година може да се задржиме на тој дел, некои сектори беа изземани од мерка 7, за да може беа изземани од мерка 7, за да може да ги поддржиме оние сектори кои произведуваат храна, оние нон-фуд сектори ги изземавме оваа година. Би сакал тука да се осврнем, бидејќи ги искоментиравте неколку пати средствата кои што ги дава агенцијата. Може ли да ни откриете на кој начин се добиваат средствата од ЕУ фондовите и како можеме како држава да стигнеме до повеќе средства за развивање? Многу интересно ова прашање, бидејќи за да се одговори, треба да се задржиме прво на она што досега го добивме, преку ИПАРТ 1 и ИПАРТ 2 кампањата, бидејќи сега сме во делно имплементирање ИПАРТ 3. Ако кажеме дека ИПАРТ 1 кампањата беше со апсорбција или искористеност некаде од само 12%, која беше неверојатно ниска. ИПАРТ 2 ја завршиме како лидери во регионот со над 85% апсорбција или искористеност, што бевме од страна на Европската Унија прогласени за лидери во регионот со оглед на големината на нашата агенција и капацитетите кои ги има нашата држава. Морам да споменам дека тука, кога стапив на должност на директор на агенцијата, се соочив со еден сериозен проблем, каде што минатата власт оставила преку 70 предмети нерешени, а дедлайн за завршување на ИПАРТ 2 кампањата беше 31.12.2024 година и ни остана некаде околу неполни 4 месеци за затварање на целиот овој програм. Се соочивме со еден предизвик каде што моравме едноставно да најдеме начин да ги завршиме сите овие предмети кои беа чека одредени мислења од други институции кои бевме поврзани со нив. Го замолив и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, им благодарам и на нив кој излегува во пресред на целата ова на целиот овој проблем кој беше надвиснат над нас за да можеме да го решиме. Вработените од секторот за проекти исто така беа исправени предизвик да навремено ги контрактираат сите овие договори, бидејќи во спротивно мора да знае јавноста, во спротивно ќе требаше сите овие средства, доколку не успеавме да ги контрактираме, да бидат исплатени од домашниот буџет, односно националниот буџет, што воопшто немаше да биде добра референца ниту за државата, ниту пак добро да биде по домашната економија, бидејќи не може да трошиме ние средства кои не биле предвидени за таа намена.
И благодарам на сите што успеа. До последниот договор успеавме навремено да го контрактираме. Бевме пофалени за таа работа и сакам да напоменам дека обвинувањата на опозицијата, поготово на поранешниот министер Љупчо Николовски, кој така безобзирно и арогантно се нафарли кон агенцијата во стил дека било катастрофа ИПАР-3 програмата, сакам уште еднаш да потенцирам дека недозволиво е и неодговорно од поранешен министер да се однесува така и да ги обвинува институциите за катастрофа. Ја можам да кажам дека катастрофа е тоа, дека можеше да се случи да ИПАР-2 не успее како што треба. И да кажам дека катастрофата се случила уште 2023 година, бидејќи тогаш наместо да ја затворат првите јавни повици по мерките 1 и мерката 7, да ги затворат навремено роковите, тие дале пролонгирање од 15 дена. Најверојатно во договор со некоја негова целна група, претпоставувам, за да можат дополнително да аплицираат. И тоа се случило да во тие 15 дена дополнителни 900 апликации пристигнат во агенцијата и ја блокираат целата работа на агенцијата. Што дополнително и роковите ги растегнуваат. За да тој денеска каже дека ИПАР-3 било катастрофа. Катастрофата почнува од тогаш. Како ја преземавме должноста, како владата почна да ВМРО-ДПМН да функционира, ИПАР-3 до сега распишавме еден јавен повик по мерка 1, уште еден јавен повик за мерка 7. Го завршуваме јавниот повик од мерка 3, планирано е во септември да се распише нов јавен повик од мерка 3 и уште еден јавен повик во 2025 година за мерка 7. Ако за него е тоа катастрофа, за нас е огромен успех, така да абсорпцијата на ИПАР-3 ќе биде според нашите предвидувања преку 90%. И тогаш јавно ќе го повикаме и него, доколку уште стои на тој став дека е катастрофа, јавно да каже и да се извини пред македонската јавност и веќе никогаш да не приговара на нешто што оваа влада е посветена, а тоа е земјоделскиот сектор. Јас би сакал сега тука само да направиме една мала компарација, однос како што напоменавте за ИПАР програмите, бидејќи тоа ми беше следното прашање, но меѓутоа сметам дека го убаво го одговоривме. Ако некогаш било 12%, сега реализацијата е над 80 во ИПАР-3 така, во ИПАР-3 предвидуваат и над 90% реализација, со што сме и лидери во Балканот за ИПАР-2 програмата, така да оставиме на времето да покаже, сметам дека она што го говориме ќе дојде во реалност. Би сакал тука да ни објасните во делот на субвенции и плаќања кон земјоделците. Ние баш и говоревме пред да почнеме да го објасниме делот со кој вашата агенција ги исплаќа и на кој начин ги исплаќа земјоделците. Земјоделците во делот на директните плаќања се исплаќаат на претходно ажурирани нивни податоци, односно при претходно издавање решение за исплата. Кога стапив на должност, директор се соочив со еден проблем кој го знаев и претходно, на кој реагира земјоделците, бидејќи при самата исплата не знаеа за која мерка се исплаќа, туку едноставно ќе дојдат финансиските средства на нивната трансакцијска сметка и тие потоа го блокираат нашиот кол центар со прашање зошто ми се пуштени овие средства, зошто ми се пуштени оние, не знам дали сум исплатен за ова, дали не за она. За краток период успеавме да подготвиме заедно со вработените еден нов модул кој го нарекуваме прегледник, каде што доставивме упатство за употреба до сите подрачни единици во Македонија, за да можат да со внесување на податоци на апликантот и бројот на електронското барање кое е поднесено, да видат за која мерка се исплатени и доколку не се исплатени, да видат кој е проблемот и како можат да го отстранат проблемот. Дали се работи за неажуриран одреден податок, неажурирана трансакцијска сметка, или непостоечка, или неточни други податоци, или одреден долг по основ на
неисплатен за водокористење према водостопанство или за неисплатена концесија по однос на некој договор за закуп. Според мои информации се користи овој прегледник, се помалку има лица кои се јавуваат, односно кои не знаат или не умеат сами да пристапат кон ова софтверско решение. Од нова година, односно од 1.1.2025 почна да функционира во делот на истиот прегледник решенијата да можат да ги даунлодираат, односно да можат да си ги испечатат решенијата за исплата и да видат точно во хартиена форма после, да ако им имаат потреба, да видат за која мерка се исплатени и соодветно решение. Тоа недостасуваше до сега. Сите средства ги исплаќаме како основни средства или дополнителни средства. Она што беше детектирано од наша страна како одредена слабост на агенцијата на сите програми е тоа што имаше исплаќање кои има голем временски интервал од основните плаќања до дополнителните плаќања. Решивме да одредени мерки, бидејќи имавме доволно финансиски средства, немаше потреба да тие апликанти чекаат за исплата од основните до дополнителните, бидејќи сите податоци беа обработени и по тој дел и по останатиот дел за дополнителни плаќања. Се одлучивме да поднесеме до Министерство за финансии еден план каде што предложивме да сите тие мерки бидат исплатени во еден ден, односно во исто време. Јас сум искрено благодарен до Министерката за финансии, господја Гордана Кочовска-Димитриевска, за исклучително дисциплинираниот пристап кој го има Министерството во овој дел, и пред нова година беа исплатени преку 1 милиарда и 200 милиони средства кон земјоделците за директни плаќања за 2024 година, каде што во разговор со целните групи и во разговор со одредени подсекторски групи од делот на земјоделството кажаат дека ово никогаш не се случило. Значи, работиме кон одредени цели, стремиме кон одредени цели да ги подобриме начинот на исплата. Значи, не е само да се исплати, туку и начинот на исплата може да допринесе кон задоволство на самите земјоделци. Морам да потенцирам. Во август 2024 година, кога ги вршиме анализите, додовме до заклучок дека имаме доснење по основ на неисплатено, произведено и предадено млеко во откупни центри од 16 месеци кон млекопроизводителите, и тоа е едноставно недопуштено и недопустливо да се работи на таков начин, бидејќи очигледно од претходната власт не го чувствуваат делот од сточарството онака како што треба да го чувствуваат, туку го занемариле. Тие не сваќаат дека сточарството е една трудоинтензивен сектор од земјоделството каде што се работи секојдневно. Таму нема кампањска работа, туку секој ден мора да се обезбеди храна и да има активност во делот со сточниот фонд. Се потрудивме да за само неколку месеци, односно исплатиме 17 милиони евра кон оваа целна група, кон овие млекопроизводители, и едноставно сега, освен првиот квартал, према нив не должиме ништо. До ребалансот кој престои, планираме да ги исплатиме сите млекопроизводители за месец јануари, јуни, за првите 6 месеци, што досега не се случило во државата. Јас му благодарам и на премиерот, професорот доктор Христијан Мицковски, кој има извонредна подршка и извонреден сенс за земјоделците и будно ја следи целата работа на агенцијата и воопшто во целата група на земјоделците. Сведоци сме дека патува из цела Македонија, има разговор со сите целни групи. Јас се надевам дека како ќе одминува времето, задоволството од начинот и исплатата кон земјоделците ќе биде се поголема.
ВМРО ДПМН по еден минат период беше прогласена за земјоделска влада, мисля дека така ќе не подценат, но ние се гордееме со тоа. Ние се гордееме што Македонија е аграрна држава и ќе бидеме уште погорди доколку таа аграрна држава уште повеќе осовремениме и нашиот земјоделец биде се применува добра земјоделска практика која е многу блиско со европската, но за тоа се потребни млади луѓе, се надевам дека ќе разговараме и на таа тема понатаму. Да, пред да го разговараме и тој делот со новата мерка Млад земјоделец, би сакал само да ни потенцирате дали им помагате на општините со средства за развивање на руралниот развој? Секако и оваа помош и со ова субвенционирање што го добиват по останатите програми и по директни плаќања ИПАРД, сепак секако доаѓа како одредена помош до општините, но имаме и конкретни активности и програми кои им помагаат на општините и во минатото и сега. Имаме една мерка која се провлекува во делот на поддршка на детални урбанички планови, но јас за жал воопшто не сум задоволен како се искористуваат тие средства. Значи секоја година пренесуваме не од 2012 година до сега се пренесуваат средства кои се неискористени. Од година во година, затоа што многу споро оди усвојувањето на тие детални урбанички планови, знаат да траат со по 6, 7, 8 години. И мора да се бара одредено друго законско решение во тој дел како да се помогне. Едноставно 108 милиони денари пренесуваме од година во година неискористени и навистина представува оптеретување и сериозен проблем во делот на искористување на оваа мерка, но се надевам дека ќе најдеме решение. Имало програми во минатото, но во последен период гледам претходната власт ги укинала во делот на поддршка на општините за поправка, односно инвестиции во делот на поправка на пристапни патишта до земјоделски површини. Сега во оваа година во програмата повторно е предвидено, се надевам навремено сега ќе има јавен повик каде што општините ќе можат да аплицираат по оваа програма и тоа е поддршка до 1 милион денари, каде што не велам дека се големи средства, но секој се добредојдени за општините. Но она што е многу поважно, мерката која акредитираме сега по ИПАРД програмата носи 1 милион евра по општини за инфраструктура и затоа се нарекува јавна рурална инфраструктура. И се надевам дека што побрзо ја акредитираме таа мерка, побрзо ќе имаме јавен повик каде што општините кои се од рурален карактер можат да аплицираат и да ги користат овие средства за изградба на патишта, мостови и одредена друга инфраструктура кои недостасува. Дали можеме сега како за крајона за шлак на тортата да ни ги објасните мерката Млад земјоделец, која навистина сметам дека ќе помогне во развивање на земјоделството и вклучување на младите кон истото со цел да останат да работат и да творат тука, меѓутоа и за мерката за млади брачни парови до 40 години кои што ќе се одлучат да живеат во село, да добијат поддршка до 6 милиони или 100.000 евра. Така, 100.000 евра, односно 6 милиони денари. Може ли за ова малку подетално? Прво да почнеме со мерката Млад земјоделец или ние рекуваме 112 мерка. Повеќе години таа мерка се користи, односно се објавува јавен повик и оваа година објавивме јавен повик. Заврши, се пријавија 254 апликанти и сега се во фаза на евалуација, ги убрзуваме постапките што е можно побрзо додат за да може до крајот на годината да реализираат, односно да бидат исплатени. Да видиме прво во две фази се врши обработката на апликациите. Прво се обработуваат за комплетност, потоа доаѓа фаза на соодветност и на крај доаѓа рангирањето. Рангирањето оди согласно упатството кое го носи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И морам да потенцирам дека работевме заедно со стручните лица од Министерството на промена на правилникот во делот на оваа мерка и во дел на други мерки, бидејќи сметавме и во право бевме дека
беа многу ригидни во делот на прибирање на интерес, односно прибирање на апликации во поголем број, бидејќи се откажуваа лицата кои ќе прочитаа условите, веднаш се откажуваа и не можеа да аплицираат. Сметавме дека тоа не смее така да биде. Наша цел и како држава и како агенција да што повеќе апликанти имаме и што повеќе лица заинтересираме за да може да аплицираат и да ги користат тие средства. И бевме во право од минатиот пат каде што имало од 40 до 60 апликанти, сега има 254 и се надеваме дека барем 50% од нив, ако бидат прифатливи, ги поминат сите филтри, веќе сме направили успех и се надеваме дека во иднина ќе го подобриме и овој перформанс и дека се повеќе млади лица ќе можат да се одлучат. Не велам дека ова сума е многу прималива, 10.000 евра или 600.000 денари, но мора да појаснам на сите дека не сме да има преклопување од мерките кои се од националната програма со мерките од ИПАРТ програмата, затоа што ИПАРТ прифаќа инвестиции од 600.000 денари па повисоко, а националната мора да заврши до 600.000 денари. Што се однесува до новата мерка која сега прв пат сака да ја воведе владата и министерството, како која треба да имплементира агенцијата, секако и многу интересна за слушање, многу интересна за јавноста и дава големи можности, иако најголем дел од опозицијата и опозиционите представници не веруваат во тоа, затоа што они никогаш и не размислувале да помогнат на населението. Владата уште еднаш покажува дека е спремна да одвои значителни средства за да помогне на младите лица, на руралниот развој и се надевам дека по завршувањето на јавната расправа, дека овој закон успешно ќе ги помине сите филтри и ќе биде усвоен така и дека агенцијата ќе има таа чест да ја спроведе оваа мерка на начин како што ќе бидат пропишани правилата на игра и упатствата кои ќе бидат донесени. Јас, директоре, ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите и разговаравме навистина за многу важни, јас би рекол, аспекти од земјоделството и развојот на руралната средина. Како за крај? Па јас морам да ви потенцирам дека мора да одвоите многу повеќе време за земјоделството. Ево, ако моја сугестија, бидејќи многу прашања ќе останат неодговорени. Земјоделието е толку комплексно што мислам дека 2 часа би биле малку за разговор, за да можеме да одговориме на сите прашања. Јас исклучително сум благодарен што ме поканивте и се надевам доколку има интерес, еве стојам на располагање и во иднина. Ви благодарам многу уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечерашна емисија. Разговаравме со господинот Илија Стоилев, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Навистина една комплексна и интересна агенција која што помага доста за земјоделците и за развивање на руралната средина. Разговаравме за ИПАРТ програмите, за тоа како се помага на земјоделците од субвенции и плаќања и за новите мерки како што се млад земјоделец и помош на млади брачни парови кои што во блиска иднина ќе се реализираат. Јас уште еднаш ви благодарам за вашето внимание и се гледаме веќе во следната емисија. Поздрав и секое добро. Пријатно.